Причината за смртта на малата Јана останува мистерија. Министерството за здравство ќе формира нова стручна комисија која ќе треба уште еднаш да го испита случајот со 6-годишното девојче, кое од се уште непознати причини почина пред 4 дена во Битолската болница. Комисијата од педиатри ќе истражува што довело за толку кратко време да се влоши здравствената состојба на Јана и неколку часа по хоспитализирањето да почине. По извршениот стручен надзор на ДСЗИ не се констатирани недоследности во рамки на надлежноста на инспекторатот. Истиот ден на барање на министерот формирана е стручна комисија за стручен надзор. За овој случај се чекаат резултати од обдукцијата. Извештајот на ДСЗИ покажа дека не се констатирани недостатоци во лекувањето и третманот на Јана Христовска. Државниот санитарен и здравствен инспекторат, поворедниот инспекцијски надзор спроведен вчера, според документацијата и изјавите на здравствените работници, констатираа дека девојчето имало срцев застој. По завршувањето на инфузијата, состојбата се влошила. Дошло до појава на малаксаност, бледело, тахикардија. Детето од дневна болница било префрлено во собата за полуинтензивна нега на оделението и поставено на монитор и кислородна поддршка. Направени се 2 ЕКГ записи во 12:34 часот и во 12 часот и 42 минути. И побаран е конзилијарен преглед од анестезиолог. Во меѓувреме детето прави срцев застој пошто е направена реанимација. Од инспекторатот наведуваат дека по изјава на двете докторки во детското оделение, по добиените резултати од направените анализи, имало покачени показатели за срцево страдање, зашто е известена мајката на 6-годишната Јана. Сепак, ќе се чекаат резултатите од обдукцијата, која треба точно да покаже од што починало малото девојче, за кое родителите се сомневаат во лекарска грешка, затоа што шеќерот во крвта драматично се покачил откако ја примила инфузијата со гликоза. А по добиените резултати од обдукцијата ќе одлучат дали ќе бараат одговорност за смртта на нивното девојче.